На 36 годишниот Васко Јолески од Струга во 2011 година му била диагностицирана срцева слабост. Чекајќи да дојде на ред за трансплантација на срце, веќе една година живее живот со помош на така наречена механичка потпора, исто како уште 20 на други граѓани. Ова младо момче вели дека и покрај се обидува да има квалитетен живот. Ова што јас го носам на себе е минијатурна пумпа вградена на самото срце, на левата комора од срцето, бидејќи е премногу заслабната. Таја превзема работата за циркулација на крвта и го растеретува на срцето, за да може срцето да заздравува, односно одмара. Има случај, објаснува Васко, кога срцето на пациентот заздравува, пошто се отстранува механичкиот уред, а тој продолжува да функционира нормално. Но проблем е во Македонија што досега трансплантација на срце било табу тема. Не се разговарало. Се побудуваат кај луѓето и разни предрасуди, разни контроверзии. Поистоветуваат во држава органодарителството со црн бизнис што нема врска. Сепак земјава испишува историја во овој дел, затоа што за само една година се случија 2 трансплантации на срце. Последната пред 10 дена, кога кај 22 годишно момче зачука ново донирано срце, а фотографијата на која лекарите се поклонуваат на младата девојка, чие семејство одлучи да ги донира нејзините органи, предизвика позитивни реакции. Во тимот лекари беше и кардиохирургот од Охрид Маријан Шокаровски. Искуството беше единствено, да кажам, возбудата беше голема. Мене ми е навистина задоволство ако придонесовме барем и малку да го вратиме оптимизмот и да донесиме среќа на македонските граѓани. Во однос на органодарителството смета дека е потребно да се работи на подигање на јавната свест, бидејќи побарувачката на органи во светот е огромна, а понудата многу мала. Ка моментот на мозочна смрт е уствари вистинска смрт. Во тие моменти телото е живо, се уште, меѓутоа мозокот не функционира. Кога е тој мртов, на органите им преостанува уште многу малку време за да по автоматизам работа. Во тие моменти фактички треба да се одлучи дали треба и дали може да се даде органот. Државата можеби би требала да воведи некои така наречени привилегии за луѓето кои што потенцијално би донирале орган или за семејствата на оние кои што донирале од починат донор. Според Министерството за здравство, 30 на граѓани од најразлична возраст чекаат трансплантација на срце, а кои се дел од националниот регистар кој се апдейтирал на неколку месеци. Но Шокаровски вели дека бројот на луѓе на кои им треба ново срце е многу поголем. Според него, околу 1% од македонското население има некаков вид на срцева слабост. За помеѓу 5 и 10% единствено решение било или трансплантација или вградување на механичка подршка. Од Националното здружение Храбро срце неодамна ја стартуваа кампањата Дарувај орган, спаси живот, која ја поддржаа личности од општествениот и политичкиот живот, помеѓу кои и премиерот Заев и лидерот на опозицијата Мицковски. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.